Цивил медија. 1 август 2019 година. Вест на денот. Илинден и заканите, говорот на омраза и повиците за убиство. Во пресрет на ден на Републиката 2 август, Цивил бележи голем број изрази на говор на омраза и повици на насилство врз основа на етничка и верска припадност, сексуална ориентација и посебно со акцент на политичката определба. Говорот на омраза и повиците на насилство најмногу се бележи на социјалните мрежи, но неретко е присутен и на интернет порталите. Повици на насилство со употреба на експлицитен говор на омраза се нотира и по повод прославата на Илинден на Мечкин камен на 2 август. Еден од нив е Facebook настанот на новинарката на МТВ Марија Котовска. Топло да ја поздравиме стоката севрџанска на Мечкин камен, но не изостануваат ниту повици за куршум во чело на Заев за дупла илинденска прослава, а исто така се повикови на паралелна прослава, односно на Илинден да започне непослушноста, непокорот кон оваа, како што велат, предавничка севрџанска власт. Министерството за внатрешни работи ги повика граѓаните достоинствено да се прослави Илинден и дека ги преземаат и ќе ги преземаат сите неопходни мерки и активности за организираните прослави да поминат во најдобар ред. Цивил медија се обрати до МВР и ги прашаш кои се санкции ќе преземат за говорот на омраза, од каде што добивме одговор дека секторот за компјутерски криминал деновиве поднесе или во теке со постапки за поднесување на кривични пријави против десетина лица за содржини објавени на социјалните мрежи со кои се шири омраза и се загрозува сигурноста на граѓаните, а се повредени со празнувањето на Илинден. Бугарскиот претседател Бојко Борисов во посета на Северна Македонија. Бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој престојува во посета на земјава по повод одбележувањето на 2 годишнината од договорот за добрососедство и пријателство, денеска се сретна со премиерот Зоран Заев, но и со претседателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Главен фокус на средбата на Борисов со Заев беше реализацијата на проектите во рамки на инфраструктурниот коридор 8. Пендаровски и Борисов на средбата размениле мислења за севкупните билатерални односи меѓу двете држави, при што беше констатирано дека Северна Македонија и Бугарија се посветени кон јакнење на добрососедските односи и унапредување на соработката во сите сфери од заеднички интерес. Специјалното јавно обвинителство ќе се решава по летните одмори. Единствен успех на власта и опозицијата за новиот закон за јавно обвинителство од денешната средба на работните групи во Министерството за правда е договорот да продолжат со преговори по 15 август. Двете страни по средбата рекоа дека има многу точки за кои не се согласуваат. Антонио Милошевски во име на опозицијата изјави дека власта не е подготвена за системско решение за законот, како и прифаќање на концепт во кој обвинителството ќе има поголема одговорност. Министерката за правда Рената Десковска пак од друга страна изјави дека барањата на ВМРО ДПМН значат централизација на јавното обвинителство преку поврзување на мандатот на сите обвинители со тој на државниот обвинител. Флеш вести. Во Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите во Република Македонија денеска се одржа комеморација по повод денот на геноцидот врз ромите од Втората светска војна. МВР со уште една кривична пријава за ширење на расистички и ксенофобичен материјал на социјалните мрежи. Кривичниот суд го одобри во целост обвинението за собраќајката кај ласкарци. Од главни фаци до неумешни, односно умешни рекетари, хронологија на случајот рекет. Главни теми на Цивил медија. Во фокусот на нашите колумнисти деновиве беа неколку актуелни теми. Поентите на Джевдет Хајредини се однесуваа на поликувањето на Ахмети од политиката, истрагите, молкот и ставањето крај на политичките игри. Милан Банов се фокусираше на лажни вести и медиумски простор и тоа како се создаваат непријатели. А Џабир Дерала остро и бесмртно праша: зашто по ѓаволите служи македонскиот парламент и кои процеси ги блокираат ВМРО ДПМН и нивните политички вазали. За повеќе информации читајте civilmedia.mk.